Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Вие следите утринската програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Верувам дека сте добро. Денеска 8 на сончев ден во целата наша земја. Како што гледам овде на картата на Македонија, имавме утрински ниски температури од -6 во крајно западните делови на нашата земја до +3 во Гевгелискиот регион. Денеска ќе биде сончево времето. Утрата се ведри и студени, но преку денот ќе имаме сонце со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб ветер од променлив правец. Да ги проследиме денешните температури, значи како што реков, од -6 до 6 на крајниот запад. Во северните делови во Скопскиот регион од -2 до 14, Команово од -3 до 10, Берово од -5 до 10, Каладрци утро 8 на -1, ќе се искаче температурата до 14 степен, во Гевгелија од 3 до 17 најтопло, потоа Пелагонискиот регион од -1 до 12 и во Охридскиот регион од -1 до 10 степени. Утрата се уште свежи, така ќе биде, еве како што гледам и утре. Ќе имаме намалување и на дневната температура, значи зутре очекувајте локален дожд кон крајот на денот, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Скопје исто така променливо облачно, попладне со локален дожд, ќе дува слаб ветер од јужен правец. Значи утре ќе имаме повеќе облаци и повисоки утрински температури, бидејќи ќе биде облачно, но како е да е, денеска искористите го топлото време, како што веќе спомнавме, ќе имаме до 17 степени и ќе имаме доста сонце. Што да кажеме, денеска рековме 7 април, петок 2020 година, 97 ден во годината. Сонцето изгреа во 6 часот и 2 минути, а ќе зајде во 18 часот и 59 минути. Воздухот во Каладрици утрово е делумно загаден, бидејќи се уште луѓето ложат, ги запалија печките и шпоретите повторно, бидејќи овие денови навистина беше студено и наутро и навечер. Да видиме што се однесува до состојбата на патиштата. Автомотосојузот на Македонија јавува дека сообраќајот се одвива по претежно суви коловози, непречено, така да интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини умерен. Викенд е пред нас, ќе има повеќе раздвижност, така да возачите да бидат внимателни, посебно во градските средини, на пешачките премини, кога децата и постарите поминуваат и луѓето секако и треба да имаат секогаш предност патниците, односно оние кои одат пешки по патиштата во градовите. На граничните премини нема никакви задржувања, пред малци ги видов и камерите, односно каква е состојбата на патиштата. На границите секаде е сончево, еве во Гевгелија скоро нема ни еден автомобил, така и на Табановце, таму има неколку автомобили за влез во Македонија, останатите гранични премини се проводни, така да ако планирате да ја напуштите нашата земја, слободно може тоа да го сторите. Да се подсетиме на денешен ден што се случило во минатото, значи 7 април. Денеска е светскиот ден на здравјето. Во 1948 година стапил во сила уставот на Светската здравствена организација. Така да еве
Денеска ќе се подсетиме на здравјето, бидејќи има и посебен ден самото здравство. Во 1348 година во Прага бил основан универзитетот прв во централниот дел на Европа. Значи тоа се случило на денешен ден, 7 април. Понатаму продолжуваме да ја листаме листата на настани кои се случиле во минатото. Нешто што е поинтересно, зашто има многу овде назначени имиња. Еве, 1939 година на денешен ден фашистичка Италија започнала инвазија врз Албанија. Земјата била заземена без ниеден испукан коршум. Интересно, значи се пределе албанските војници и Албанија била подчинета под Италија. Знаеме дека Италија потоа и во Македонија се префрлила и заедно со Германија тие војувале на тлото на Европа. Во 1939 година денешен ден роден американскиот филмски режисер, сценарист и продуцент Френсис Форд Копола, еден од најзначајните филмски творци во Соединетите Американски држави во втората половина од 20 век. Добро, во Белград 1953 година на денешен ден умрел Димитар Влахов, македонски револуционер, политичар и публицист. Повеќе децении бил присутен на македонската историска сцена во борбата на македонскиот народ за национално и социјално ослободување. Роден бил во Кукуш, Егејска Македонија на 8 ноември 1878 година. Еве нешто од поранешна Југославија. Во 1963 година донесен бил уставот со кој називот Федеративна Народна Република Југославија бил сменет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Јосип Брз Тито бил прогласен за доживотен шеф на државата. Во 1980 година во САД, значи Соединетите Американски држави, ги прекинале дипломатските односи со Иран. Во 2005 година на денешен ден, поречиси 6 децении откако во 1947 година била повлечена границата помеѓу Индија и Пакистан во Кашмир, отворена била автобуска линија меѓу престолнините на индискиот и пакистанскиот дел на Кашмир. Еве, тоа беа овие настани, се подсетивме за настани кои се случиле во минатото. Одиме сега со песна. Знак, jutro će doći nad mojom posteljom i obasjaće oči umorne od dugih noći nesanih. Smeh zamenit će žalost i teret što iz slomljenog srca još izvire. Svanućem novog dana polako nestaće. Pevat ću pesmu o beskraju lepote. Leteću nebom putem Božjih snova. On dao je mome srcu da bude celo i živi, da diše slobodu i njega želi. Sjaj sunca odagneće teške misli, obnovit će rado što uvela je i iščezla pod maglom suza. Žar nastanit će pusto srce i kad misliš da ne možeš dalje, s novom snagom tada napred poći ćeš.
pevat ćeš pesmu o beskraju lepote. Letet ćeš nebom putem Božjih snova. Onda će tvom srcu da bude celo i živi, da diše slobodu i njega želi. Sjajem novog jutra, snagom božanskog duha, leteću nebom putem snova i bit ću je slobodan kad svane novi dan. S novom snagom idem dalje. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, благодарам на сите вас кои ни упативте поздрав ово утро. Имам овде на екранот, гледам поздрави од Колешино, од Скопје, од Велес и на сите вас кои ни посакавте добро утро. Поздрав до гледачите во Србија, оде гледам на другиот монитор дека имаме гледачи од Србија, од Босна и Херцеговина, имаме од Германија и од други земји, така да сите сте добре дојдени во ова наша денешна утринска програма. Продолжуваме со капки на мудроста. Еве неколку капки што ги одбрав за ово утро. Љубомората е броење на туги срекни моменти наместо броење на своите. Љубомората може да го направи несреќен и најбогатиот. Значи да не бидеме љубоморни. Да оставите гневот да тлее во вас е како да подигнете од земја вжештен јаглин со намера да го фрлите кон друг. Вие сте тој на кого му гори раката. Животот не се мери со секунди, туку со моменти кои се исполнити со среќа. Има само една работа која може да ве спречи од остварување на соновите, а тоа е стравот од неуспех. Брчките се патеписи на животот. Интересни капки на мудроста. Тоа се мудри совети што некои ги доживееле, настани во животот, па еве ги запишале и јас денеска ги споделив, навистина да се поучиме од нив, почитувани гледачи. Продолжуваме да читаме делови од Светото писмо, како што и сами знаете, ги читаме псалмите Давидови. Во минатата емисија почнавме да го читаме 55-тиот псалом, бидејќи е подолг, го поделивме на два дела и денеска продолжувам со 12-тиот стих од 55-тиот псалом. Да бев навреден од пријател, односно од непријател, ќе можев да поднесам. Да се кренеше душман против мене, од него ќе се скриев, но од тебе, човеко, од мој сој, другар и пријател мој, с кого срекно се дружевме и заедно во Божиот дом одевме. Ненадејна смрт таквите нека ги снајде, живи во гроб нека слезат, зашто во нив злото се гнездило. А јас Бога го повикувам и Господ ме спасува. Навечер, наутро и напладне викам отчаен и тој го слуша мојот глас. Од борбите против мене неповреден ме извлекува, иако големо мноштво ми се спротивставува. Ке чуе Бог, вечниот цар, и ке ги поразе оние кои никогаш не се поправат и Бога не го почитуваат. Против пријателите раце креваат, заклетвата си ја погазуваат. Говорот им е празен како кајмак, а во срцето им тлее војна. Зборовете им се меки како масло, а сепак се голи сабји.
Prefrli gi na Gospoda, site svoj griži, той ке те подкрепи, никогаш нема да дозволи праведникот да потклekне. А ти, Боже, ке ги стрмоглавиш во јамата на гнилежот. Крвниците и измамниците нема да преживеат ни половина од својот век. А јас имам полна доверба и верба во Тебе. Еве, тоа беа неколку текстови од Псалмот број 55. Навистина, Давид овде како да употребува тешки зборови, но тој имал грудка во душата. Очигледно некој однатре од најблиските го напаѓал и затоа тој вели да бев навреден од непријател, тоа полесно ќе го поднесев. Меѓутоа, оние душман кој се кренал против мене, човек однатре, другар и пријател, знаеме дури неговиот син, Авесолом се кренал против својот татко Давида и други непријатели имал внатрешни и надворишни како цар. Но сепак на крајот Давид ни даде една силна порака, почитувани гледачи на сите нас. А ти, Боже, односно претходниот текст 22 вели, префрли ги на Господа сите своји грижи и тој ќе те подкрепи, никогаш нема да дозволи праведникот да подклекне. Сите не имаме непријатели. Некои не почитуваат, некои не сакат, некои не сакат. Така и во животот. Сите не може да те сакат, меѓутоа сепак да не е нашата освета да се осветуваме на луѓето, тоа да го оставиме на Господа. И затоа Давид вели, префрли ги сите своји грижи, сите своји проблеми на Господа. Тој има решение за секој наш проблем. Само да покажеме целосна доверба во Господа, почитувани гледачи. Одеме сега повторно со песна, потоа ќе продолжиме со останатите содржини кои ги приготвивме за вас денеска. Одеме со песна. Дали чекаш и стражариш, брате? Дали спремен си во секој час? Тој ќе дојде и нас ќе не земе. Ти дали ќе бидеш со нас? И се ќе се сруши тој ден, тој ново ќе создаде се, со ангели ќе сме тој час, Исус со сите нас. Дали некого учиш за него, дека тој ќе не посети нас. Исус ќе дојде за да не земе, се ближи тој славен час. И се ќе се сруши тој ден, тој ново ќе создаде се, со ангели ќе сме тој час, Исус со сите нас. Со
Се враќаме повторно во нашата програма. Почитувани гледачи, ја следите утринската програма Добро утро на радио Гласна надежда. Адвентистичко радио што емитува својата програма секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува рубриката Вести или искуства од светот. Денеска имаме навистина едно убаво искуство кој ни доаѓа од Бразил. Насловот е Костим за капење во црква. Ќе ни го раскаже Регина. Службениците во канцеларијата сакале да прават шеги на сметка на Алваро. Зошто никогаш не доаѓаш со нас на пијалок? Го прашал еден од колегите. Каде беше минатата сабота, прашал друг колега. Никогаш не доаѓаш на нашите саботни забави. Алваро секогаш трпеливо се насмевнувал, се обраќал со благ тон и со доста разбирање кон своите колеги. Неговото однесување го привлекло вниманието на Регина. Таа дознала дека тој е христијанин адвентист. Шегите и смејувањата продолжили во наредните неколку години во канцеларијата на службеникот на владата во Бразил, во градот Салвадор, во кој работеле Алваро и Регина. И покрај се Алваро никогаш не делувал повредено. Значи се однесувал смирено кон сите шеги, кон сите навреди што му ги задавале неговите колеги. Еден ден колегата Жилберто ја повикал Регина заедно со него да оди на местото каде што Алваро го минува времето празнувајќи ја секоја сабота. Слушнав дека тоа е некое невообичаено место, не е црква, но таму може да дознаеме повеќе информации за Библијата. Регина сакала да дознае повеќе за Библијата, така што наредната сабота отишле на ова место заедно со Жилберто. Го облекла својот костим за капење под прозирна облека, бидејќи планирала по богослужението да оди на плажа. Жилберто ја однел во една куќа во резиденциониот дел на градот. Таму Регина се чувствувала многу пријатно. Куќата не изгледала како црква, а немало ниту надворешни знаци кои укажувале дека се работи за некоја религиозна организација. Ова место било познато под името да ја шириме Исусовата љубов. Луѓето ја поздравиле Регина со насмевки и прегратки. Во групата студенти таа го забележала и Алваро. Пасторот и неговата сопруга држеле библиско проучување по кое одговарале на поставените прашања. Имало многу прашања, а одговорите го привлекле вниманието на Регина. Многу и се допаднало искреното интересирање кое младите луѓе го покажале кон Библијата, кон Светото писмо. По проучувањето од Библијата пасторот проповедал. Потоа Жилберто си заминал дома, а Регина отишла на плажа. Следната сабота еден од нивните нови пријатели ги повикал да останат на богослужение. Регина и Жилберто се срамеле да го отврлат повикот, па останале. Се обиделе да седнат во задниот ред, бидејќи не биле соодветно облечени за во црква. Меѓутоа, проповедта толку многу им се допаднала што тој ден секоја наредна сабота останувале да ги слушаат проповедите. По една година Жилберто со крштевање му го предал своето срце на Исуса. Регина се уште се спретиставувала. Што ќе каже семејството? Што ќе кажат пријателите? Се сетила со колкав подсмев луѓето гледале на Алваро, а исто и фактот дека таа била одгледана во друга христијанска деноминација. Адвентистичката црква и се чинела како нетрадиционална во споредба со низината црква. Поминале скоро 4 години, а Регина дознала дека пасторот бил преместен на некое друго место. Го повикала, сваќајќи дека повеќе не постојат причини за одложување на крштевањето. Сакала јавно, преку крштевање, да ја признае својата вера во Исуса Христа. Многу членови на низиното семејство и пријатели ја прифатиле низината одлука и таа воопшто не се кајала поради ова своја одлука.
станала активен член на црквата, вклучувајќи ги и мисионските посети на луѓето кои имале потреба. Со текот на времето добила повик да стане дел од одборот на црквата. Таа е благодарна на Бога за покажаната љубов, изјавува дека благодарение на Христовата љубов станала дел од Божито семејство и таа била крстена. Секогаш, кога имам прилика, ја ширам љубовта Христова на работа и на секое друго место на кое се наоѓам. Ние сме орудие кое Бог го користи за да ги привлече другите луѓе кон големата Господова љубов, вели Регина. И благодарам што планирате и да ги издвоите вашите доброволни средства за изградба на 4 нови црковни згради во Бразил. Интересно искуство, нова млада жена која дошла во купачи костум, што се вели, во костум за капење, секако таа имала и фустан, но бил прозирен и така срамежливо влегле со својот пријател да видат каде оди нивниот пријател на служба Алваро. Иако му се смиувал, Алваро останал чврст на својата вера и благодарение на неговата упорност и верност, еве, 2 нови лица го запознале Господа и станале Христови следбеници, Жилберто и Регина. Еве неколку факти за Бразил. Бразил има најголема разновидност на животински видови, повеќе од која било друга држава во светот. Во него живеат 600 разни цицачи, 1500 видови риби, 1600 видови птици и замислете 100.000 различни видови инсекти. Не знам како ги изброиле, меѓутоа очигледно ги фатиле, различити се тие инсекти, имале примероци и затоа таа бројка е напишана. Преку 100.000 разни видови инсекти. Бразил е голема земја. Бразил има разновидни насади на овоши и зеленчук. Неговото земјоделство е многу развиено и многу ценето во светот. Тој извезува шекерна трска, летекс, кафе, какао, памук, соја, ориз и тропско овошје. Фудбалот е најпопуларен спорт во Бразил. Неговиот национален тим секогаш е меѓу најдобрите во светот. 5 пати биле светски прваци. Знаеме секако дека има најдобри фудбалери скоро во светот. Реката Амазон тече низ Бразил и таа представува втора по големина река на светот после реката Нил. Еве, почитувани гледачи, се охрабривме, верувам, од ова искуство. Секогаш Господ има своји луѓе. Патот на вистината продира до оние срца кои го сакат Господа. Еве, ово ни е пример за Регина и Жилберто. Но кога веќе сме го прифатили Христа, да ја шириме и ние таа пријатна атмосфера. Љубовта Господова да допре до се уште оние срца кои не го познават Господа Исуса Христа. Продолжуваме со песна. Ja znam za jedno pravo mesto gde sretni biće svi, koračat ćemo zlatnim putem puni ljubavi. Nebo će biti za nas večni dom, a ruke ćemo pružiti večnom spasu svom. Čekam divan dan, što najlepši je to san, i gledam u zvijezde što svetle nam. Neće biti bolite, nestaće sve patnje sve, i mi ćemo zajedno, ti i ja. Moje srce kuca tiho i čeka na tebe. Tvoje reči tako su blage, zagrli me. Nema više vremena
neće biti boli te, nestaće sve, patnje sve i bit ćemo zajedno. I bit ćemo zajedno, ti i ja. I bit ćemo zajedno, ti i ja. Сакате ли да бидете здрави и убави? Одговорот сигурно е да. Во Библијата постои еден прекрасен рецепт кој ни обезбедува духовно здравје и убавина, а тој е рецептот на блаженствата. Една од најчесто повторуваните фрази на денешнината е да се биде здрав. Насекаде слушаме за тоа како да постигнеме добро физичко здравје, да имаме избалансирана исхрана, редовно да вежбаме, доволно да спиеме. Исто така рекламите ни прикажуваат луѓе со здрав изглед и ние се стремиме да бидеме како нив. Често размислуваме за здравјето во физичка смисла, меѓутоа забораваме или ја занемаруваме нашата духовна состојба. Иако сме насочени само на физичкиот изглед, нашите напори се безвредни. Нам ни е потребно да го негуваме и нашиот духовен живот. Во својата проповед на гората на блаженствата, Исус ни дава еден од најголемите рецепти за да уживаме духовно здравје и убавина. Здрави се оние кои гладуваат и жеднуваат за правда, тие ќе бидат задоволени. Здравите луѓе секојдневно огладнуваат и стануваат жедни. Здравите христијани секојдневно копнеат за Бога во нивниот живот. Дали некогаш сте морале да имате нешто? Обично кога нешто многу посакуваме да го имаме, вие веројатно или ние ќе сакаме тоа и да го постигнеме. Истото е и со нашиот однос со Бога. Кога се трудиме да ја исполниме Неговата волја, Тој ќе го исполни нашиот живот со смисла и цел. Како што ни е потребна храна, за да ја одржуваме нашата физичка сила, така ни е потребен Христос, почитувани пријатели, лебот од небото, да не подкрепи во нашиот духовен живот и да ни подари сила за работа во Божјето дело. Како што телото постојано прима хранливи состојки што го одржуваат животот и снагата, така и душата мора да одржува постојана заедница со Христа, покорувајќи му се целосно, подпирајќи се на него. Како што еден уморен патник во пустина копне по извор на вода и откако ќе го најде ја гасне својата голема жед, така и христијанинот ќе биде жеден да пие од чистата вода на животот, чиј извор се наоѓа во Исуса Христа. Никаква човечка сила не може да ја задоволи гладта и жедта на душата. Но Исус кажува: ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Јас сум лебот на животот, кој доаѓа кај мене нема да огладни и кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Исус кажал, почитувани пријатели, а кој пие од водата што јас ке му ја дадам, нема никогаш да ожедни, та во него ќе стане изворна вода што тече во животот вечен. Како што дождот ја освежува земјата, така и Бог изобилно ја излива својата љубов. Тој понатаму вели: росете небеса одзгора и облаците нека излеват правда, нека се распука земјата и нека никне спасение, заедно да изникне и правдата. Сиромаси и неимотни бараат вода и нема јазикот им се суши од жед. Јас Господ ќе ги чујам, јас Бог Израилјов нема да ги оставам. Ќе отворам реки на врвот од горите
izvori srede dolini. Pustina tak ja napravam езеро и сувата земја водни извори. И од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат. Како што еден уморен патник во пустина копне по извор и откако ќе го најде ја гасне својата голема жед, така и христијанинот ќе биде жеден да пие од чистата вода на животот, чиј извор се наоѓа во Исуса Христа. Почитувани, ако сте свесни за сиромаштијата на својата душа, ако сте гладни и жедни за праведност, тоа е доказ дека Христос ја потикнал желбата во вашето срце да го повикате, излевајќи го Светиот Дух за во вас да го оствари она што вие не сте во состојба да го сторите за себе. Својата жед не мораме да ја гаснеме на плитки потоци, зашто големиот извор се наоѓа токму над нас, од чиишто изобилни води можеме слободно да пиеме, само ако малку повеќе се издигнеме на патеката на верата. Здрави се оние кои гладуваат и жеднуваат за правда, тие ќе бидат задоволени.
Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, ја следите утринската програма на радио Гласна надежда. Во наредните неколку минути сакам да зборуваме за копривата. Многу сме читале, сме кажувале во претходните емисии, но мислам дека да се подсетиме денеска колку е вредна, односно важна копривата во нашата искрена пролете. Веќе земјата се буди, може да најдете коприви и на зелените пазари, луѓето ја продаваат, но може да излезете надвор од вашето село или пак од вашите градски средини и да во падините на најблиската шума да си наберете здрава природна коприва. Копривата е едно од најлековитите растенија, а како природен лек се користи уште од античките времења, благодарение на низините антимикробни, антиоксидантни и диуретични лукастиви својства. Копривата е навистина вредна за внимание и да ја користиме во нашата секојдневна искрена. Копривата е распространета на секате. Младите, здрави и сочни листови од коприва се берат од април до август. Сега сме април, значи копривата веќе може да се најде. Штом растението ќе достигне висина од 20 см, се препорачува бербата на листовите да биде во пролет, затоа што тогаш имаат најдобар квалитет. Коренот и копривата се откупуваат на есен, а се устранува стеблото, се мие со вода и се суши на сонце или во млака рерна. Копривата содржи состојки што го намалуваат воспалението и го потикнуваат излачувањето на токсините, значи да се исфрлат отровите од телото. Коренот од коприва се препорачува при проблеми со уринарниот систем, зголемена простата и болки во зглобовите. Доколку имате проблеми со чести уринарни инфекции и каменчења во бубрезите, пијте чај од коприва. Надземните делови на копривата, значи листовите и стеблото, поволно влијат при следниве здравствени состојби. Ако имате алергија, анемија, астма и белодробна конгестија, болки и воспаление во зглобовите, диабетес, диареја, дизентерија, заздравување на рани и така натаму. Например, помага при предвремено старење, прочистување на крвта од токсини, слаба циркулација. Копривата се применува при мускулни грчеви и болки, а ете скоро многу луѓе се жалат од грчеви на мускулите, на нозите, на рацете и така натаму или по телото. Опаѓање на косата. Значи, ако човек има проблем со опаѓање на косата, да мие во вода која провриена од листови на коприва. Или често мрсење, кога косата се мрси. Екстратот од коприва во козметичката индустрија се користи во средства за нега на косата и кожата. Младите листови од коприва може да се бланшираат, варат и консумираат како другиот лиснат зеленчук. Од младите листови коприви се приготвуваат чорби, супи или може да се користи како фил за пити. Од копривата се прави чај, сок, тинктура и масло. Една чаша бланширана коприва ги има следниве нутритивни вредности. 37 калории, 7 грама јагленохидрати, 2 грама протеини, 2 грама растителни влакна. Ова лековито растение богато со витамините К, А, Б6, рибофлавин, ниацин и фолна киселина, а од минералите содржи калциум, манган, магнезиум, железо, фосфор, калиум, цинк и бакар. Консумирајте коприва и бидете полни со енергија и здравје. Навистина, почитувани гледачи, ефтина е копривата. Не е ни скапа да ја купите на пазар, најдобро да се ја наберете вие сами. Излезете во паркот, излезете малку надвор од домот, ќе најдете здрава коприва. Гледате, тој цел рудник на богатство. Калциум содржи, манган, магнезиум, железо, фосфор, калиум, цинк, бакар. А сите овие минерали ние ги купуваме во аптека и така натаму. А ете ги имаме и во природа. Еве толку за копривата, да ми сега со еден джингл и повторно се враќаме во програма.
Еве неповторно во емисија, следува рубриката кога зборуваме кратки примери за Библијата, за Свето писмо. Насловот на ова кратка приказна или настан поврзан со Библијата гласи Испокината Библија. Илјада, дури и милиони луѓе доживееле преку Библијата благослов. А честопати тоа било само ливче или стих, семе кое донело стократен род. Во некој мал германски град на аукција на која се продавала по кукнина, меѓу другото се наоѓала една голема стара Библија. Но никој не се интересирал за неа. Конечно, некој трговец дал понуда за неа и можел да ја понесе дома со неколку фенинзи. Практичниот трговец сакал да ја употреби како хартија за заветкување и не помислил каква вредност имаат листови во оваа книга. Значи, човекот ја купил со намера да ги откинува листата и да замотува некои производи што ги продавал. Меѓутоа, знаете што Бог рекол? Мојот збор нема да се врати празен, тоа го пише во книгата на пророк Исаја 55 глава. Во тој град живел еден човек кого постојано го мачела помислата дека е виновен за смртта на некој човек. Ни дење, ни ноќе не наоѓал мир. Често го слушал зборот убиец или често му се појавувал пред очите со сјајни букви. Еднаш кога го пратил синот да купи нешто од продавница, се вратил носејки го купеното завиткано во лист од некоја стара Библија. Значи сега синот на овој човек кој бил измачуван за нешто што се случило во минатото, синот отишол да купи, а продавачот кој купил таа Библија користел листовите да ги замотува, да ги завиткува производите што ги купувале муштериите. Таму се наоѓал текст токму на тој лист која го одмотал од Евреите 9 глава. Без проливање на крв нема простување. Во прв момент не го разбрал тоа. Простување веќе побарал, но сакал да знае нешто повеќе за тоа и се заинтересирал што пишал понатаму во таа книга. Го пратил пак момчето, бидејќи листот, односно текстот продолжувал на другата страна од Библијата, а тој го немал тој лист, повторно го праќа синот момчето да оди сега повторно да купи некој производ, да би следниот лист го добил со завитканата стока што би ја купил момчето. И таму веќе го прочитал текстот од првото послание до Јована. Кога тој човек оптоварен со свеста за вина, ја прочитал и таа страница му паднал товарот од душата. Постои простување, постои чистување од сите гревови, бидејќи тука стои запишено: крвта на Исус Христос, Божиот Син, не очистува од секој грев. А ако ги признаеме своите гревови, верен и праведен да не ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Тие зборови станале како светлина во неговата мрачна душа. Дознал дека крвта на Исус Христос, кој се пролила на крстот, во состојба да ги измие сите гревови на оние кои ја признаваат својата вина пред Бога. Така и тој нашол целосен мир во своето срце. Дури и стргнатите листови од Библијата можат некого да направат среќен. Дали верувате дека и денеска тоа се случува, почитувани гледачи? Јас имам пример кој сега ќе ви го раскажем накратко, имиња нема да спомнувам, меѓутоа вистина е. Во еден мал град во Македонија на југот, луѓето биле христијани, меѓутоа традиционални христијани. Во душата го сакале Господа, но му служиле на еден погрешен начин. И што се случило еден ден? Имале куче, како што многу луѓе имаат, чуваат кучиња во својот дом. Нивото куче еден ден донело во устата еден лист хартија. Листот се нашол тука пред куќата во дворот и домакинот излегол и видел еден така поголем лист кој исто така бил од Библија. Меѓутоа листот бил масен, мрсен што би рекле, очигледно некој замотал месо во таа хартија и кучето, знаете, по мирисот мислел дека тука има нешто за него, но го ставил во устата, го каснал и го однел дома листот, и листот бил во дворот.
Čovjek od hristijanin koji kopnel za Boga, a nemal Biblija u svoj dom, go krenel list od hartija i vidjel deka to je Biblija, znači list od Biblija i počnal da čita. Ne znam točno koji tekst mu padnal v oči, da li bilo Jovan 3.16, ne je važno, kaj što piše na Boga toliko momili sveto, što ga dade svoj jedini roden sin. Međutim, čovjek odposakal poseko je cena da kupi Biblija, da nabavi Biblija. Vidjeti, to igrate relativno mal i se upatil da otide vo Strumica, da pobara vo crkva, pravoslavna Biblija ili svetopismo. Ili pak nekoj došao kajniv gostin pa preko njega poračal da mu nabavi Biblija od Strumica i nabrzo čovjek imal vo svoje race svetopismo Biblija. Koga je dobil Biblijata, kako da dobil na lotarija 1.000.000 evra. Toliko bila radostan i srećan što može u svoje race da ima svetopismo, da je čita pred celotom semejstvo. Njegovata sopruga bila radosna, tuka bile decata, vnuciti taka na tamo. I ova knjiga, Biblijata, stanala počasno mesto dobila vo domot na to semejstvo. Ti je proučuvale, potom se povrzale so propovednici, so pastori, lugi koji moželi da im protumačat, da gi nasučat vo pravata vistina. Pominale nekoliko meseci, ti je proučuvale Biblijata so propovednikot i potom storile zavet so Gospoda. I den danes Biblijata se proučava vo to semejstvo. Tija se poveke členo semejstvo, radosni se i mu služat na Gospoda. Znači, kako što, pročitavme i vo denešnji primjer za Biblijata i deneska počitovani, Bog pravi čuda. Iako deneska Biblijata je dostupna na internet, na Facebook, sekade može da najdete Biblije. Pa nije nudime postojno vo svekoj emisija besplatno svetopismo. Tako da i deneska Biblijata je aktualna. Mnogo luge blagodarenje može bi novije ispokinati listovi, kako što glaseš i denešnji primjer, go na ogjad vistinski otpad i mu služat na Gospoda verno i čestno, devajki se na jedan podobar život, na jedan večen život koji Gospod Isus Hristos go prigotova na site onije koji čvrsto mu veruvat. Tuka poleka go zakržuvame ovoj del od ova naša utrinska programa, kaj odeme svega mesečinu što jedna pesna, i potom ako odeme da vi ponudime nova knjiga i da vi reklamirame dopisata Biblijska škola. Odeme svega sušte jedna pesna. Bože moj, idem kaj tebe ja prekratki svoj ranecu i slobovo dušata zemi me, od tvoj krilja zemi me, od tvoj krilja da se spijam, da se smiram. Da se sprijam, da se smiram, Bože moj.
Počitno gledajući, pozdrav do sita vas koji ste so nas, vek je skoro 60 minuti. No i vi koji se priključivte v međuvreme, site ste dobrodojdeni v našta utrinska programa Dobro utro na radio Glasna nadešta. Bi sakal ovo utro da vi ja pokažem, da vi ja ponudam knjigata Ličnost za site vremenja. Knjiga koja je posvetena na Isus Hristos. Mala je, znači ne je debela, samo 100 denari, čini i dokoliko sakate da imate, može da vi ispratime po pošta. Pišete ni na našta adresa, javite se vo našta redakcija, a nije ke vi ispratime ili našite sorobotnici ke vi ja donesat do vašata domašna adresa. Znači ličnost za site vremenja. Koja je najvažnija ličnost u svijetu? Isusovata misija. Ima mnogo sliki, originalni slike od Palestina, od mjesta kada što Isus se dvižel i kada što služel. Isus učitelj za site vremenja. Isus lekar za site vremenja. Što kažale, ponatomu Isus čudotvorec za site vremenja i na kraju što kažale najpoznatite luge u svetu za Isusa Hrista. Ubovo knjiže, od srce vi go preporačuvame. A vi ostanatite, ako neko od vas ima problem sa pušenjem, to vi nudime besplatan plan, 5-dneven plan za odviknuvanje od pušenja. Znam deka mnogo ljudi imat problem, ne samo što go štetova nagrizova našto zdravje, tuku i zdravjeta na one koji su okolo nas koga pušime, no i to čini. Znači jedna kutija na cigari ispod 100 denari nema, sigurno se i poskapi i zato ova je 5-dneven plan napišan od lekari, stručnjaci za ova tematika, vi go nudime besplatno i vi go isprakeme na vaša domašna adresa. A vi koji sakate, ostanatite da izučuvate Biblijata pod dopisem, pa vi nudime dopisnata biblijska škola, biblijatazborova.ma. Da vidime svega i reklamat. Počituvani prijatelji, dokoliko sakate da izučuvate Biblijata, imate izvoredna prilika to da go storite preko online web stranicata na Biblijata zborova. Ova web stranica je kreirana za da vi obezbedi sveopfatno, organizirano i temeljno proučuvanje na Biblijata. Kursevite se besplatni i bez obvrski. Možete da go sledite vo koje bilo vreme togaš koga vam vi odgovora. Na raspolaganje imate slednive kursevi: biblijska arheologija, biblijski proroštva, za verata i verovanjeto, biblijski sovjeti za zdravjeto, biblijski sovjeti za brakot i semejstvoto. Zapoznajte ja Biblijata, Sveto pismo na Stariot i Noviot zavet preko kursevite na internet ili v pečatena forma. Evo poleka, počitovani gledajući, dojdemo do kraja nova denešna utrinska programa. Vi blagodaram na vašto vнимание, što bevte so nas i deneska. Vi zakažu vam nova sredba, ako Bog dade život i zdravlje, da se vidime povtorno vo ponedeljnik. Pred nas je vikend, iskoristiti gi toplite denovi, iako rekovme utratak je bidat sveži, studeni, no sepak preko dentak imame i dovoljno sonce. Bidite blagosloveni, uživajte vodenovite koji se pred vas, Gospod neka ve čuva i se gledame vo narednata emisija. Do togaš, doviduvanje. Počituvani prijatelji, vi покануваме да следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Гласна надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежта. Се гледаме.